Сакам прво да пренесам поздрави од подпредседателот на Соединетите Американски држави Майк Пенс, кој што и од него и од председателот Трамп ги пренесе поздравите, даде поддршка за лидерството, даде поддршка за референдумот, даде поддршка за граѓаните на Македонија и за Македонија, за до референдумот и за после референдумот. Да сметаме на сад. Еве денеска стигне и видео поддршката од председателот на Франција Макрон. И тој снимаше за Македонија. Избрал зборови со чувство и сериозност пријателска да го охрабри нашиот народ. Држава признаена од целиот свет, од сите во која што живее македонски народ, никој да не го спори, признаен од целиот свет, од сите кој што зборува на македонски јазик, признаен од сите, од целиот свет. Ние ги остваривме вековните аспирации на нашите татковци и дедовци. И да, направивме разграничување со географската одредница. Но точно е дека остваривме се за кое што крв се лиело, за кое што животи полагале наши дедовци и прадедовци. И не само тоа, не само што добивме пријатели, добивме членство во НАТО, еве а поканата испорачена. Сигурност, стабилност, безбедност, спокој, мајки и татковци, никогаш повеќе да не се плашите за вашите деца. И не само тоа, со НАТО и со ЕУ доаѓа убавата иднина. Со Европската Унија има поголеми плати и поголем прогрес. Тоа е нешто кое што имаме право и ние овде да го живееме. А што ќе бидат уставните промени, пишува јасно како бел ден во договорот со Грција. Уставните промени ќе бидат направени со еден амандман, со додавање на географската одредница. Истовремено ќе бидат зајакнат државотворниот карактер на одлуките на АСНОМ, каде што вика дека е борба за самостојна суверена Македонија, за слобода и демократија. Истовремено ќе потенцира на европски начин водење грижа за нашата диаспора, како што тоа е впишано во уставот на сите земји, членки на Европската Унија. Донесов одлуката заради храброста што ја црпам од вас, од моите сограѓани, од граѓаните на Македонија, затоа што знам каков народ имаме и знам дека секогаш носел мудри и исправни одлуки и знам дека овој пат ќе донесе мудра одлука. Никогаш повеќе Ром. Веќе сме македонци со македонски народ, македонски јазик. Да ја зграбчите иднината на Македонија. Да се вратите дома, да си ги гушнете децата и да знаете дека сте им обезбедиле добра иднина во Европска Македонија. Да живее Европски Радовиш, да живее Европска Македонија.